Гласот Господов над водите, издихува гореки. Духот на премудростта, духот на разумот, духот на Божи, којому се јави на Христа. Гласот Господов над водите извикува говореки. Бидете, примете го сите, духот на премудростта, духот на разумот, духот на страх Божи, којому се јави на Христа. Дене се осветува природата на водата, и Јордан се раздвојува и го запира својот те, гледајки го, Господа кој се крштева. Како човек си дошол на реката, Христе цару и света, добар Боже да го примиш крштението на слугите. Од претечевата рака поради нашите гревови, човекој любче. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно, и во веки веков. Амин. Кон гласот на оној кој вика во пустината, подгответе го патот Господов, си дошол Господи, примајки облик на слуга. Иако безгрешен молеше за крштение, се видоа водите и се исплашија. Ламон. Свежи смо, не. Не. Така не. Да со ножите внатре. Јас мислам полуем внатре со ножите. Не, ефтене, да, вака сте. Нема нешто. Ја ти го дај. Секако ние ќе влеземе внатре, што мисли? Со раци Без карање. Морам внатре да го владиме. Ајде. Излези и ти. Тој што ќе го фати крстот, прво доаѓа овдека, ајмене, а после по луѓето да го се види. Премудрост се чита од пророштвото на Исаија. Вака вели Господ, се развесели пуштината и сумата земја, и ненаселената земја ќе се зарадува и ќе расцвети како крим. Прекрасно ќе цури, ќе се радува, ќе ликува и ќе се весели. Славата на Ливан ќе му се даде, великопието на Кармил и Сарон ти ќе вида славата на Господ, величината на нашиот Бог. Затепнете ослабени раце и зајакнете колена, што треперите, кажете им на плашливите со дух. Бидете цврсти, не плашете се, ете вашиот Бог иде со одлата, со одлата Божја, Он ќе дојде и ќе ве спаси. Тогаш ќе им отворат очите на слепите, ушите на глухите, ќе се одзатат, тогаш чуциот ќе се дотка како елен. И јазикот на немиот ќе пее, зашто волните бликнат на пустината и потоци во степите.
и водниот привид ќе се претвори во езеро, а женната земја во водни извори во живеалиштето на шакалите, каде што тие се отвараат ќе стане место за трска и роготина, и таму ќе има друг и патот онего кој се нарече свет пат, нечистиот нема да оди по него, тој ќе биде самостанит, оние што одат на тој пат, дури нема да се заљубат, лав нема да има таму, лутат ветер нема се качува по него, тој нема да се најде таму, само откупените ќе одат таму, ќе се вратат избавените од Господ, ќе дојде на Сион со радост и вечна радост и придете на Господа, и ќе најде радост вечна, а жалост е течката ќе се свалеча. Питам колко дали може стари баби да се свалят. Жени не идват. Во тој ден ќе речете, славете Господа, побивајте го името Негово, заславајте ги меѓу народите делата Негови, наполнувајте дека името Негово е големо, пејте го на Господа, зашто направи нешто големо, нека го знаат тоа по целата земја, весели се и радувајте, жител од Сионова, зашто голем е меѓу тебе светето краје. Премудот, Господа моје просветление и спасител мој, од кого ќе се бојам, Господ заштита на мојот живот, од кого ќе се плашам. Ќе се чита од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните, да внимаваме. Браќа, не сакам да не знаете дека таковците наши сите беа под облак и сите минаве пред морето и сите во Мојсија се крстија, во облакот и во морето и се кадија, истата духовна рана и сите пиеја и сите духовно пиење, од пиеја од духовниот камен што идеше по нив, а каменот беше Христос. Мир на тебе втичаше, алилуја, алилуја, алилуја. Гласот Господов ме надводише, заграми Бог на славата, Господ е врз многуте води. Сакам попот да го питам дали може стари баби да се фрлят во вода. Само во ракија. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, а внимаваме. Во она време дојде Исус од Назарет Галилејски и се крсти од Јован во Јордан, и кога излегуваше од водата, веднаш виде како се отвараат небесата и духот во вид на гулаб како слегува на него, и се чу глас од небесата: Ти си мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во мир да се помолиме на Господа. За небесен мир и за спасение нашите души да се помолиме на Господа. За мир во целиот свет, за благосостојба на светите Божи цркви и осоединување на сите, да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. За високо преосвещенеши митрополит наш Пимен, на честото свештенство Христе дјаконство за сиот мир и за сите луѓе да се помолиме на Господа. Господи, помилуј. Да благочестиот и Христојов православен народ наш, да се помолиме на Господа. За да му помага и да покори под нозете негови секаков непријател и противник, да се помолиме на Господа. За овој град, за секоја земја и секој живеат во нив со вера, да се помолиме на Господа. Да благословен Бог и изобилието си плодови за мирни времења, да се помолиме на Господа. Оние кога патуваат во ледува, страдат заробените за нивно спасение, се помолиме на Господа.
за да се освети ова вода со силата, дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, за да слезе на ова вода очистителното дејство на Превечната Тројца, се помолиме на Господа, за да и се дарува нова вода благодатта на искупувањето благослово Јорданов, со силата и дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, за да го уништиме што поскоро сатаната под нашите нозе и за да ја уништиме секоја зла помисла насочена кон нас, да се помолиме на Господа, за да не ја избави Господ Бог од секој напад и искушение од противникот и да не удостои заветените блага, да се помолиме на Господа, за да не просвети со правосвещението на разумот и побожноста преку слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа, за да го испрати Господ Бог благослово Јорданов и да ја освети ова вода, да се помолиме на Господа, за да биде ова вода за чистување на душите и телата на сите кои што со вера црпат од неја и пијат, да се помолиме на Господа, за да се избавиме од секоја тага, гнев и опасност, да се помолиме на Господа. Боже, заштити не, спаси, помилуј, запази не со Твојата благодат. Спомнувајќи ја пресветата, пречиста, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и секогаш Дева Марија, со сите свети и самите себе, еден друг и сиот на живот, на Христа Бога да го предадеме. Господи се Христе, единороден Сине, Ти кој си го прегратките на Отецот, вистински Боже, извору на живот и безсмртно светлина од светлина, кој си дошол во светот за да го просветиш, озари го нашиот разум со Твојот светло, и примине нас, кои Те принесуваме пофалба и благодарност за сите Твои прекрасни големи дела од памти век, и за Твојата спасоносна промисла за нас, бидејќи Ти, Цару на сите, си се воплотил, Ти се облекол во нашето немојтно и бедно тело, и си се изедначил со слугите и уште за тоа што си допуштил да бидеш крстен од раката на слуга во Јордан, та осветувајќи ја природата на водата безгрешен Господи, си не упатил по патот на повторното раѓање со вода и дух, а за наше враќање кон правобитната слобода. И ние, празнувајќи го споменот на ова божествена тајна, Те молиме, човеколюбив Господи, оросине нас, Твоите недостојни раби, според Твоето божествено ветување со чиста вода. Дар на Твоето милосрдието, молењето од нас грешните над ова вода, да биде благопријатно на Твојата благост. И преку неја да ни се дарува Твојот благослов и нам и на сите Твои верни луѓе, во слава на Твоето свето и обожувано име, зашто Тебе Ти прилега секоја слава, чест и поклонение со Твојот безпочетен Отец, со пресветиот благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Велик си Господи, чудни се Твоите дела и ниеден збор не е доволен да ги воспее Твоите чудеса. Велик си Господи, чудни се Твоите дела и ниеден збор не е доволен да ги воспее Твоите чудеса. Велик си Господи, чудни се Твоите дела и ниеден збор не е доволен да ги воспее Твоите чудеса. Затоа, самиот Ти човеколюбив Цар, дојди сега преку слегувањето на Твојот свет Дух и осветија ова вода. Затоа, самиот Ти човеколюбив Цар, дојди сега преку слегувањето на Твојот свет Дух и осветија ова вода. Затоа, самиот Ти човеколюбив Цар, дојди сега преку слегувањето на Твојот свет Дух и осветија ова вода. Амин. И дај благодат за искупување благослово Јорданов, направи ја извор на нестинот дар за осветување отпуштање на гревовите исцеление и на немојните погибе, за демоните, гревовите, непристапна за непријателските сили, исполнета со ангелска моќ. Да на сите кои што црпат и пијат оние да им биде до очистување на душите и телата, исцеление на страстите, до осветување на домовите за секој благовремена полза, зашто Ти си Бог наш кој со вода и дух си ја обновил нашата изветена од гревот природа. Ти си наш Бог кој со вода си го потопил гревот по времето на Ној, Ти си наш Бог кој преку Мојсија низ морето си го ослободил еврејскиот народ од фараонското робство. Ти си наш Бог кој си го расекол каменот во пустината, па потече вода и надојдоа потоци и Ти ги напои Твоите жени луѓе. Ти си наш Бог кој преку пророкот Илија со вода и со оган си го одвратил
Izrael od mamata Valova. Sami od ti сега, Господи, освети ова вода со Твојот Свет Дух. Сами от ти сега, Господи, освети ова вода со Твојот Свет Дух. Сами от ти сега, Господи, освети ова вода со Твојот Свет Дух. И на сите кои што ја допираат и пијат оние кои што се помазуваат со неа, подај им осветување, здравје, очистување и благослов. И спаси ги, Господи, помилуј ги сите православни христијани, сочувај ги под Твојата закрила во мир, покори им го секој непријател и противник, дарува им се што е во полза за нивно спасение и вечен живот. Та и стихиите, луѓето и ангелите, видливите и невидливите битија, да го слават Твоето пресвето име со Отецот и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Мир на сите вашите глави, преклонете ги пред Господа. Преклони го Господи Твоето убо и услиши не ти, кој си благоволил да се крстиш во Јордан и да ги осветиш водите, благослови на сите нас кои преку преклонувањето на своите вратови покажуваме дека сме Твои раби, удостојни да се исполниме за Твоето светување преку пиењето на оваа вода, да ни биде Господи за здравје на душата и телата. Зашто Ти си наше осветување и Тебе слава Ти вознесуваме и благодарност и поклонение до Твојот безпочетен Отец, пресветиот благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Во Јордање крштајушто сја Тебе, Господи, Тројческо е јави сја поклонение. Родителе во глави детелство ваше Тебе, возлюбена го Тја Сина именуја, и дух во виде голубиње, известуваше словесе утврдение. Јавеся Христе Боже, и мир просвещен, слава Тебе. Во Јордање крштајушто сја Тебе, Господи, Тројческо е јави сја поклонение. Родителе во глас, свидетелство ваше Тебе, возлюбljena го Тја Сина именуја, и дух во виде голубиње, ваше словесе утврдение. Јавеся Христе Боже, и мир просвещен, слава Тебе. Во Јордање крштајушто сја Тебе, Господи, Тројческо е јави сја поклонение. Родителе во глас, свидетелство ваше Тебе, возлюбljena го Тја Сина именуја, и дух во виде голубиње, известуваше словесе утврдение. Јавејся Христе Боже, слава Тебе. Во Јордање крштајуши сја Тебе, Господи, Тројческо јави сја поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбљенога Тја Сина именуја. Ајде на здравје, И нека дух во виде голубиње, известуваше словесе утврдение. Јавај се Христе Боже, и мир просвещен, слава Тебе. Во Јордање крштајуши сја Тебе, Господи, Тројческо јави сја поклонение. Родителе Бога, свидетелство ваше Тебе, возлюбљенога Тја Сина именуја, и дух во виде голубиње, известуваше словесе утврдение. Јавај се Христе Боже, и мир просвещен, слава Тебе. Може да си ја земе иконата. Во Јордање крштајуши сја Тебе, Господи, Тројческо јави сја поклонение.
Roditele Boga, svidetelstvo vaše Tebje, возлюбljenoga Tja Sina imenjuja, i dugovi njegovine, izvestvo vaše slove se utvrždenije. Javljaj se, Kriste Bože, i mir prosveštaj, slava Tebi je.